Крушево за прв пат на 30 и 31 јули ќе биде домаќин на саем за бизнис и туризам, на кој што ќе учествуваат компании од целиот Балкан, а на кој ќе се презентираат можностите за инвестирање во Крушево, како и туристичките потенцијали. Се очекува овој саем да представува можност за отворање на нови работни места, но и уште поголем развој на туризмот во текот на целата година. Од една страна ние ја имаме индустријската зона на која што има уште една слободна парцела. Таа се однесува на лесна и незагадувачка индустрија, исто така различни услуги и стоваришта тука можат да се сместат. Од друга страна има и неколку објекти кои што се на продажба или на изнаемување, ајде така да кажам, кои што може да послужат за текстил, за апартмани и слично. Значи бенефитот од две страни, едниот е посетители, нови посетители на Крушево, и од друга страна можност за сите правни субјекти да се промовираат. Саемот ќе се одржи во центарот на Крушево, каде ќе бидат поставени штандовите на компаниите, а идејата била сепак со тоа да не се загрози локалната економија. Што значи тоа, ако да речеме тука имаме некои фирми од областа на откуп и преработка на тутун, да не создадеме вештачка конкуренција каде што ќе биде, да речеме, загрозен постојниот откуп или продажба на тутун, да речеме мебел ако има производство, преработка, дограма и слично, но тие работи треба при комуникација директна со странските понудувачи и инвеститори, треба да се прошири нивната дејност. Нашата цел, повторно ќе кажаме, отварање на нови работни места, но не да ги загрозиме постојните работни места. Како дел од овој саем во септември во Крушево ќе се одржал и музичко-културен настан, на кој што се очекува во само еден ден да бидат присутни од 5 до 7.000 гости. Инаку туризмот се повеќе се развива во Крушево. Оваа зима имало 30% повеќе гости за разлика од минатата, а за Великден и 1 мај се очекува исполнетост на капацитетите до 80%. Голем број посетители, особено парагледеристи, се очекуваат и во текот на летото. Во тек на целата манифестација 10 дена Крушевска република очекуваме до 5000 гости во рамките на тие 10 дена. Тука имаме и други од областа на спортот содржини. Очекуваме неколку меѓународни надпревали во исклучок на руското и украинското првенство кои традиционално се одржува во Крушево. Оваа година ќе биде повторно подготовките на светското првенство за змеарство. Наскоро се очекува да започне и реализацијата на европскиот проект Крушево и Елбасан, признаена туристичка прекугранична дестинација, вреден 740.000 евра.